Зборуваме на тема за тоа дека великденските празници можеби некогаш ќе ни донесат и прејадување, односно на вистина е невозможно да се воздржите од богатите трпези, она што се нуди практично овој период од годината, меѓутоа во комбинација што она практично што традиционално го подготвуваме за овој празник, нели се вели да биде што побогато и што да има повеќе јадење на трапезата, како да го најдеме тој совршен баланс во продолжение, реков од првиот разговор во студиото. Да ја најавам и нашата прва гостинка, затоа што на оваа тема разговараме со Надица Илиевска, нутриционист, која секогаш ги има онака добро срочено одговорите за да ја разбереме и да сватиме што е она што ни треба, што не ни треба, меѓутоа овој пат разговорот нека биде во една позитивна насока за тоа како максимално да уживаме во великденската трпеза. Добре ни дојдовте. Добро ја најдов. Да го почнеме така разговорот. Сега се подготовките во овие денови, сите семејства и домаќинства се подготвуваат. Како да го најдеме вистинскиот клуч за уживање на великденската трпеза, при тоа да биде без чувство на вина? Всушност празниците и постојат за тоа да на некој начин се подсетиме на некои традиционални јадења. Ние имаме на вистина едно мени кое што го одбележува овој празник и не треба да се лишуваме од него. Јас обично велам во наводници празниците не се време за диета, меѓутоа збогатувајќи ја трпезата не значи дека ќе уживаме повеќе во неа. Збогатувајќи ја трпезата всушност треба да направиме така да можеме да си дозволиме да уживаме. И спремањето на храната всушност има еден посебен белек на празниците, па честопати не потсеќа на она што го готвеле нашите мајки, нашите баби и така натаму, и впрочем тоа треба да се чува и да се продолжи. А проблемот најчесто се случува во прејадувањето, но јас морам да признам дека ние се прејадуваме и вообичаено. Та не само празниците ни се причина за прејадување, впрочем, но како за празниците да имаме чувство дека тоа ни е дозволено. Јас милувам да кажам дека да, дозволено ни е, но сепак треба да ја имаме мерката и границата и треба на некој начин да ги имаме оние основни постулати на здравата исхрана, тоа е умереност, разновидност и вооброченост. Најчесто грешиме во тоа што престануваме да ги следиме вообичаените навики и пракси на исхрана и на тој начин го оптеретуваме организмот, па наместо да уживаме во празникот и во посластиците кои што сме ги спремиле, ние имаме проблеми со прејадување, со подуеност и натаму, посебно доколку сме ги држеле постите. Она што е важно и секогаш што го нагласувам е појадокот. Вообичаено за празниците знаеме од тоа што најмногу сме му се радувале кога сме го спремале да го почнеме денот на Великден, меѓутоа не, посебно ако еве како што беше прилогот пред нас, посебно доколку сме се држале за строгите пости. Појадокот за Великден всушност и треба да биде, ајде да кажеме, нека биде некоја салата, нека биде јајце, ние имаме одлични рецепти за салати со варени јајца, што значи дека ќе ги задоволиме нашите сензорни сетила, меѓутоа да, не мора веднаш да почнеме со сладките задоволства кои што традиционално ги спремаме и да се сведеме на оние 3 оброци. Сега е многу убав период за јадење, пазарите почнуваат да ни се полнат, нашето тело на вистина му треба повеќе витамини и минерали после долгата зима, што значи дека не треба да се заборават салатите, на сметка на сите други традиционални јадења. Основните правила би биле поедноставни оброци. Доколку сте спремиле неколку кремасти салати, неколку видови на главни јадења, не мора во еден оброк да бидат сите исконзумирани, што значи дека што е поедноставна комбинацијата, тоа е полесно на нашиот организам и тоа може да се распореди во текот на денот и тогаш на вистина ќе уживаме и на вистина нема да имаме здравствени проблеми. Јас мислам дека овој празник значи исподелување, што значи дека не мора баш се да изедеме за да не се фрли. Што значи дека тоа се некои основни работи кои што треба да ги следиме. И најчесто на овие празници секогаш нагласувам
како да претеруваме во оние пропратни работи. Тоа е алкохолот, тоа се кафињата, и така натаму. И тука треба многу да се внимава, затоа што, например, уживање во некоја чашка на алкохол со јадење го успорува варењето на храната, барем за неколку часа, бидејќи нашиот организам, кога ќе дојде во допир со алкохол, бидејќи не му се допаѓа алкохолот и не сака да го пушти во мозокот, почнува да го преработува прв. И затоа храната која што сме ја конзумирале, наедноставно да кажам, останува да чека прво да се сработи тоа што организмот решил прво да го сработи. Кои јадења би ги направиле кога почнавме со тие салати со јајца? Традиционално, без помалку штетни состојки, меѓутоа да не изгуби од вкусот, да добие малку повеќе нутритивна вредност, може ли да дојдеме до таков еден балансиран оброк или некакво јадење? Ако се подсетиме на нашата традиционална кујна на овие простори, ние имаме неверојатно богата нутритивна. Апсолутно. Кои се салатите? Познатата салата на марула со млад кромит, со варени јајца е навистина еден совршен баланс на билни влакна, на витамини, на пребиотски култури од младиот кромит, на протеини и на масти од жолчката се разбира, што значи дека тоа се. Мислам дека малку претеруваме со кремастите салати. Вообичаено деновиве некако ми се поставува прашањето за мајонез. Јас сметам дека дури и мајонезот може да биде здрав, доколку е направен во домашни услови, па сами да искористиме едно органско јајце, маслинов зејтин, без тие додадени работи конзерванси, тогаш во мали количини, дури и тоа може да биде вкусно и да биде здраво. Генерално кај нас за Великден навистина се спремаат нутритивно богати рецепти. Генерално, можеби, потешка храна е јагнешкото месо, бидејќи јагнешкото месо, иако се смета за младо месо, всушност се работи за месо кое што многу тешко се вари, поради неговиот состав, густина, поради видот на мастите во кои што ги содржи во себе. Меѓутоа, кај нас традиционални се и сармите од зелени листови, сармите од лозов лист се исто така традиционални, што значи дека може да ја направиме трпезата да биде богата. Генерално, во времето на постите многу малку денови имаше со риба, што значи дека во некои краишта дури традиција е и да се конзумира и риба, па така може и некој убаво парче риба да се спреми и сето тоа да биде навистина вкусно, богато, а сепак да биде нутритивно здраво. Јајцата навистина се главен оброк или измеѓу оброк деновиве, така што особено за христијаните, православните христијани кои што се држале до строгиот пост, која е дозволената максимална количина после сабота навечер да се изедат јајца, особено во првите денови? Па, ајде денеска е сепак празник, па ќе почнам со еден вид на една споредба. Знаете колку што е стара дилемата што е прво, дали кокошката или јајцето, толку и во науката е стара дилемата колку и дали всушност е здраво или навистина не треба да внимаваме на тоа колку јајца конзумираме. Јас ќе почнам со тоа дека јајцето е врв на мерење на нутритивните вредности на сите прехранбени намирници. Велиме јајцето е 100 од 100. Што значи тоа? Тоа значи дека се што има јајцето во него, нутритивно, нашиот организам го искористува 100%. Што значи дека тоа е навистина една неверојатна нутритивно вредна намирница. Впрочем, јас мислам дека и поради тоа, таа е символ на многу традиции, па дури и на многу празници во смисла на носење на здравје, на носење на нов живот, така натаму, неверојатно избалансирана намирница. Колку? Во зависност од тоа колку можеме и треба да изедеме. Доколку ние сме во возраст на невиден раст и развој, како што е тинејџерската популација, може да се конзумираат неколку јајца. Професионалните спортисти, посебно билдерите ќе ги спомнам овде, тие конзумираат, според мене, дури и повеќе од што е потребно. Меѓутоа, и за празниците, и генерално 5 до 7 јајца неделно, навистина се добри за нашето здравје. Она што секогаш го напоменуваме во овие празнични денови е всушност грижата за безбедноста на храната, бидејќи
тука и најмногу грешиме, подготвуваме храни кои што се многу лесно расипливи. Сакаме нашите простории каде што престојуваме за празниците да бидат украсени, па честопати најубавите декорации ги ставаме вон услови кои што се пропишани за чување. И еве за оние домаќинки кои што се уште не ги направиле, не ги изфарбале јајцата, ќе кажам дека можеби најважно е да внимаваат да влезат во процесот со квалитетни јајца. Тоа се прави на еден многу едноставен начин. Значи јајцето се пушта во чашка со ладна вода, доколку пропадне до дното на чашката, се работи за свежо јајце, тоа може да оди во процесот, доколку останува некаде на средината, неговата трајност, да кажеме дека не е нешто посебно, меѓутоа доколку свежото јајце остане на површината на ладната вода, се работи за јајце кое што треба да се конзумира веднаш и не е погодно да го чуваме уште, да речеме, неколку дена или 7 дена. Најчесто грешиме со оние напукнати јајца, имајќи во предвид оној прекрасен обичај кој што го имаме ние на кршење на јајца. Тие јајца мора да се исконзумираат наредните 6 часа. Што значи дека традицијата треба да ја поврзаме веќе и со спремањето на оброците и секако во фрижидер само неколку на трпезата постојано да се менуваат, значи да не се конзумираат оние кои што се надвор од фрижидерот. И тоа е можеби најважното нешто што треба да го кажеме, иако после празниците секогаш имаме и извештаи од токсикологија дека сепак некаде сме сгрешиле, но тоа е човечки на крајот на криштата. Ајде малку за темпото. Умееме ли да уживаме ние во храната, еве посебно за празници, затоа што некогаш, нели, во одредени ситуации малку знаеме да претераме, односно и брзо да јадеме, да не се посветиме дали на вкусот, туку некако количински тоа да ги заситиме нашите страсти. И колку е битно практично темпото при конзумација на храна, посебно за празници. Благодарам на прашањето. Ова е моја омилена тема, многу малку ја зборуваме, толку сме некако се основа на тоа што е нутритивно, што не е нутритивно, здраво, нездраво. Начинот на кој што го конзумираме оброкот, начинот на кој што ја споделуваме храната. Храната нема само здравствен ефект. Да, ние сме тоа што јадеме. Меѓутоа, храната е приказна, храната е чувство, храната е мирис, вкус, храната е заедништво и навистина треба да внимаваме на тоа како ја конзумираме. Она што денес сме го заборавиле е седењето на заедничка трпеза, па празниците нека бидат време кое што можеме да го дозволиме да конзумираме заеднички фамилиарно храна, но исто така треба да знаеме дека еден просечен оброк треба да трае 30 минути. Што значи дека храната треба да се ужива, да се жвака. Ајде да додадеме малку наука, 30% од храната можеме да ја дегестираме веќе во устата, што значи дека ако добро ја сожвакаме, веќе сме помогнале таа да биде и добро примена од нас. И генерално тоа се навистина работи кои што барем за празниците треба да ги уживаме, тоа е многу важен момент. Исто така за оние кои што имаат намера да се прејадат, долгото конзумирање на храна, односно доброто жвакање, му дава на организмот време, сигналите на ситост да стигнат до нашиот мозок и на тој начин автоматски ние спречуваме на некој начин да се прејадеме. Брзото конзумирање на храна секогаш не води кон едно прејадување, што значи дека храната треба да се ужива на максимум, затоа ни е дадена. Храната треба да се спрема со љубов. Храната која ја уживаме додека јадеме, всушност значи дека сме благодарни на оние кои што ја спремиле и сето тоа треба да биде неизоставен дел од здравата исхрана и убави се овие празнични денови навистина да дадеме акцент на тој аспект на храната. Надица, да го завршиме нашиот разговор во однос на тоа кои здрави навики може да се пременуваат и после постот, но и што е она што во моментов веќе природата и нашето поднебје ни го нуди од намирници, па да се користи и навистина да се добиваат придобивките. Природата ни нуди се,
како и секогаш, мислам дека веќе мојот став е добро познат, јас секогаш сум за тоа да се конзумира она кое што ние генетски сме се навикнале на тоа, односно кое што го конзумирале и нашите предци, што доаѓа од нашите територии, што би можело да задржиме? Па ете би можело да задржиме 3 постни денови во неделата. Тоа е навистина благодет и тоа е добро за нашето здравје. Имам некое чувство како да премногу користиме масна храна, можеме да задржиме некои навики кои што се добри сега во пролетта. Генерално на организмот му треба сега друг вид на енергија. Зимската храна е малку еднолична. Да внимаваме барем 2 пати во текот на денот да конзумираме зеленчук, свеж зеленчук. Барем половина од она што го конзумираме на пролет треба да биде сирово и да не заборавиме да појадуваме. Значи сепак појадокот Јас цврсто стојам на ставот дека појадокот е најважниот оброк во текот на денот, бидејќи што и да здраво вие да конзумирате во текот на втората половина на денот, доколку енергетски и нутритивно не дадете сигнал на вашиот организам, не можете да го надоместите недостатокот, односно минусот кој што сте го направиле на почетокот на денот. Сега само едно прашање сакам за крај, со оглед на тоа дека социјалните мрежи ни нудат сега многу решенија, многу експерти на сите теми, посебно кога станува збор за нутриционизмот. Бомбардирани сме со разноразни, односно диаметрално спротивни совети за тоа како треба да се појадува, односно дали треба да се појадува, дали не треба да се појадува, дали со што да се стартува денот. Со што вие сметате дека е најдобро да се почне денот, со оглед на тоа дека пред некој ден налетав на некој видео каде што вели дека топлата вода или некогаш малку, нели, со додаден лимон и тоа било штетно, односно го закиселува организмот. Што според вас е основната состојка со која треба да се стартува денот? Навистина е многу тешко да се снајдеме во ова бомбардирање на информации. Да. Секогаш треба проверени извори да следиме доколку е тоа можно. Прво наутро е многу добро да се напиеме вода на гладен стомак. Водата не треба да ја пиеме ни врела, ни ладна. Водата треба да биде на собна температура. Би било идеално да биде на нашата телесна температура. Так. Тогаш најдобро не хидрира. Неколку капки лимон или лимон во водата апсолутно не го закиселува организмот. Биохемијата на лимонот е еден вид на парадокс, како што е парадокс во природата и водата. А тоа е дека лимонот и покрај тоа што е кисел, всушност алкална реакција има и овозможува да ја разбуди перисталтиката, односно да го припреми нашиот желудник за појадокот. За мене појадокот треба да биде комбиниран. Генерално препорачувам едноставни оброци, но сметам дека појадокот треба во себе да содржи и јаглени хидрати, и протеини, и здрави масти. За мене тоа би било еден одличен сендвич со урда, со маслинки, со кисело млеко, понекогаш варено јајце. Јас лично понекогаш исто така си дозволувам некоја тестенина од пекара, меѓутоа тоа не треба да биде постојана навика. Ние сепак навистина имаме многу убави пекарски производи, но треба да знаеме дека всушност тоа не е најдоброто решение. Генерално кога конзумирам таков тип на нешто, сакам да додадам уште некој зеленчук или барем маслинки, што значи дека секогаш може да се најде баланс, но важно е појадокот да биде разновиден. Она што треба да се тргнува кога гледаме од каде ги црпиме изворите, она барем јас што тргнувам од тоа дека треба да ја следиме физиологијата на нашиот организам, што се случува во нашиот организам кога конзумираме одреден тип на храна и на тој начин да се прилагодуваме. Дали навистина треба да не јадеме 20 сати, а да јадеме само 4, дали навистина треба да вечераме во 8 часот или во 4 попладне или во 1 навечер, тоа сепак треба да биде прилагодено на нашата физиологија, односно на начинот на кој што ние функционираме и живееме. Прецизен одговор, би благодарам. Благодариме многу за денешното издвоено време и се надевам дека сите овие совети се добре дојдени.